најдобар стрелец во историјата на светските првенства. Животот му се движи меѓу Нан, Скопје и Свети Николе. Денеска со нас е Кирил Лазаров. Од каде ви е љубовта кон ракометот? Мојата љубов започна многу одавна со ракометот и со спортот. Мојот татко беше ракометар и заедно со него проведував многу од моето време на спортските терени. Тој исто беше поранешен ракометар и играше врвен ракомет. Секогаш кога одеше на нивните надпревари ме земаше со него. Така започна и мојата љубов према ракометот и од тогаш, многу одамна, па до ден денес, врвно се занимавам и со овој спорт и стварно уживам во она што го работам. Кои се според вас успесите што ги постигнавте вие? Јас имам долга интернационална и репрезентативна кариера. Веќе повеќе од 15 години се занимавав професионално со ракомет. Имам повеќе успеси, како на клубско ниво, така и на репрезентативно. Ако треба стварно да издвојам некој, би го издвоил на клубско ниво освојувањето на Лигата на шампионите и петото место на Европското првенство во Србија на репрезентативен план. А како се станува врвен спортист? Па врвен спортист не е лесно да се биде и да се биде константно добар. Треба да се биде голема жртва, да се тренира макотрпно, да се верува во тоа што се работи, да се сака во тоа што се работи, да се внимава многу на исхраната, да не се шета многу, да се биде професионален, да се живее спортски. Тоа се тие најбитни работи за да можеш да постигнеш врвни достигнувања. Неколку пати сте прогласен за најдобар играч. Што ви значат медалите и наградите? Па медалите ми значат многу, тоа е сатисфакција и мотив повеќе да уште повеќе работам и да постигнувам нови достигнувања. Меѓутоа, тоа се само индивидуални и лични награди и јас сум искрено благодарен на мојот тим, на моите колеги кои со нивниот труд придонесоа да јас имам некои своји лични индивидуални достигнувања. Игравте во неколку светски клубови, но кој клуб за вас беше најзначаен? Па во секој клуб си има своја приказна, јас не би можел да издвојам ниту еден клуб. На местата каде што сум бил, сум се чувствувал многу добро и сум имал забележителни услови, така да сум благодарен на сите клубови кај што сум бил, сум имал добар прием, сум останувал повеќе време во тие клубови и стварно сум задоволен до сега како се одвива мојата спортска кариера. И вашиот брат Филип е познат ракометар. Дали вие игравте против него? Да, мојот брат е исто врвен ракометар, тој е исто член на македонската ракометна репрезентација, но меѓутоа кога сме настапувале за клубови, сме настапувале еден против друг и тоа било на два пати. Првиот пат беше кога јас настапував во Унгарија во Веспрем, а тој беше во друг еден клуб унгарски во Татабања и тогаш ние настапувавме еден против друг и вториот пат јас кога настапував за Барселона, а тој настапуваше за Вардар, овде во Македонија и во Барселона, така да два пати настапувавме еден против друг. Ракометот е груп спорт, како се оправувате по надпреварите? Да, во право сте, ракометот е многу груп спорт, меѓутоа ние сме навикнати да, по нашки кажано, да јадеме ќотек, така да нашите тела се навикнати и се оправуваме брзо. Меѓутоа, секако дека имаме и медицински тим кој ни стои на располагање, што во клубовите, што во репрезентација и тие ни помагаат со нивната стручност да се оправиме што побрзо. Дали со некој од вашите противници се дружите, како например Карабатич, да, Хенсен, Балич? Јас со сите овие што ги наброја, овие играчи, врвни светски играчи, имам настапувано заеднички во ист клуб, меѓутоа сега не сме веќе заедно и се случува да настапуваме еден против друг, меѓутоа пријателството и после заедничкиот настап остигна на едно високо ниво, секогаш кога имаме прилика, дали пред, после надпревар во слободно време, ние го користиме, максимално се почитуваме, се респектираме еден
со друг, затоа што сме поминале многу добро време во минатото и секој слободен момент го искористуваме за едно дружење. За вас се врзуваат само успеси. Дали некога сте се почувствувале обесхрабрен или немочен? Па да, сум се почувствувал, сум имал такви моменти, меѓутоа тие моменти трајат многу кратко, доколку сакаш да останеш на врвот, да бидеш на врвот, да бидеш стално раме до раме со најдобрите. Треба тие моменти што побрзо да ги поминеш, да ги заборавиш и да се вратиш на она што си бил, меѓутоа и ние сме само луѓе од крв и месо, значи нормално е во текот на кариерата, во текот на една недела, на еден месец, после некој надпред да се почувствуваш така. Меѓутоа тоа за добро наше трае многу кратко и многу брзо се враќаме во ритам и продолжуваме да ги исполнуваме нашите желби и предизвици. Дали имате ваш пријател со посебни потреби и со хендикеп? Па да, јас имам пријатели и јас општо во животот сите луѓе ги прифаќам за мои пријатели без разлика на националноста, без разлика дали е со посебни потреби, со инвалидитет и спремен сум, на располагање сум да помогнам за било што, затоа ние сме сите исти, треба да живееме заедно, треба да се дружиме, да разговараме, да си помагаме едни со други и само така можеме да градиме здраво општество. Имате неколку школи за ракомет низ Македонија. По завршувањето на кариерата, дали би сакале да станете тренер? Јас, да, имаме ракометна школа во повеќе градови низ Македонија. Често е да се работи со деца. Јас сум бил дете и мене некој ме учел. Јас направив наш тим со кој ние работиме со сите деца во нашите школи. Значи сакаме да инвестираме во младината, како што некој ние инвестира во нас, ние сакаме да и вратиме на младите. Мислам дека јас како Кира имам стекнато многу искуство во мојата кариера и имам што да им покажам на тие деца. И се надам дека како ќе поминува времето, ние ќе бидеме све поквалитетни како школа и ќе вадиме нови киревци во иднина и Македонија не би требало да стрепи за незината ракометна иднина. Имате потекло од Свети Никола, дали оете вие често тамо вие? Да, одам често, имам голема желба да одам во мојата роден град, меѓутоа нашата работа не ни дозволува да имаме многу слободно време и затоа кога го имаме максимално го искористувам и одам да се видам со моите родители, одам да се видам со мојата фамилија, со моите пријатели, со моите другари со кои сум го поминувал времето во моето детство и се чувствувам многу добро и не се срамам да кажам од каде сум роден и од каде сум дојден. Какви планови имате во новата година? Па планови, мислам, моите планови биле и секогаш ќе бидат поврзани со спортот, меѓутоа нигде не треба да се брза, треба да се оди чекор по чекор и да се оди од ден во ден, од недела во недела, од месец во месец и така да работиме вредно, да сме посветени во она што го сакаме, така можеме да ги остваруваме и своите планови. Што си посекувате во новата 2018 на себе и на вашата фамилија? Па си посекуваме многу здравје, многу среќа, многу успеси, да бидеме вредни, да си ја сакаме фамилијата, да си ја сакаме државата и секако, како што кажав, да повторам, најважно е здравието од све, а сите други добри работи ќе си дојдат сами по себе. Кире, благодарам што не поканите на вашиот тренинг да ви присуствуваме и ние те покануваме во некој нареден период да дојдете ке нас во специјална олимпијада на тренинзи. Може, договорено. И сакаме да ви честитаме новата година, срекните бучедите празници. Браво, фала, стои на вас.